Моето име е Македонка Настевски, професор по англиски јазик во Основното училиште Крун Тошев. Денеска ќе научиме кои се бројни, а кои небројни именки. Како правилно да ги употребувате сам и ени во реченици и секако со ова ќе го збогатите вокабуларот за храна. Имаме countable and uncountable nouns, значи бројни наспроти небројни именки. Бројни именки се сите оние кои што можете да ги изброите. Обично тоа се во множина и добиваат наставка S за множина. Например, apples, oranges, bananas, strawberries, јаболки, портокали, банани, јагоди. Во uncountable nouns спаѓаат, значи во небројни именки, она што не може да се изброи. Например, млеко, шеќер, кафе, сок, вода, масло. Milk, sugar, juice, water, olive oil. Кога го употребуваме сам во реченици? Во потврдни реченици пред небројни именки. There is some milk in the fridge. Има малку млеко во фрижидерот. Сам се употребува и во потврдни реченици пред бројни именки. There are some oranges on the plate. Има неколку портокали во чинијата. Кога поставуваме прашања на кое што очекуваме потврден одговор, исто така се користи сам. Can I get some sugar, please? Ве молам, може ли да добијам шекер? Значи, од овде заклучуваме дека сам се користи само во потврдни реченици, без разлика дали именката е бројна или небројна. Кога го употребуваме ени? Ени се користи во негативни реченици. Во негативни реченици пред именки во еднина. Например, There isn't any cake left. Како што гледате со црвена боичка ни е прикажано ени. Значи, воопшто не остана торта. Или There isn't any cheese in the fridge. Нема сирење во фрижидерот. Исто така ени се употребува во негативни реченици пред именки во множина. I haven't got any crayons in my pencil case. Или There aren't any apples in this cake. Освен во негативни реченици, ени го употребуваме и во прашање. Is there any cake in the fridge? Are there any pupils in the gym? Значи, во секое прашање најчесто се користи ени. Штом видите прашање, знаеме дека тука станува збор за ени. Освен, како во почетокот што спомнавме, кога очекуваме позитивен одговор. Is there any cake in the fridge? Дали има торта во фрижидерот? Are there any pupils in the gym? Дали има ученици во салата? И на овие две прашања дадов одговор и со потврдна и со негативна реченица. No, there isn't any cake left. Или Yes, there is some cake left. Are there any pupils in the gym? Одговорот ќе биде No, there aren't any pupils. Или Yes, there are some pupils in the gym. Како што може да видите, да повториме на крај дека сам се употребува во потврдни реченици, а ени во негативни или прашални. Во следнава презентација, преку фотографии, ќе видиме употребата на сами ени. This is a basket. What is there in the basket? Is there anything in the basket? Yes. There are some lemons, some bananas, a strawberry, some apples, some cherries, and some peaches. There is a strawberry in the basket. Сега ќе повториме се оно што видовме во кошницата. Кога се работи за именка во еднина, ставаме а или ан, неопределен член. Например, There is a strawberry in the basket. Овде, почетокот на strawberry, самогласката S, со гласката S, ни покажува дека напред ке ставиме а. There are some bananas in the basket. There are some lemons in the basket. Како што гледаме, овие се сите потврдни реченици.
There are some peaches in the basket. Обидете се да направите реченица за apples. There are some apples in the basket. Направиме потврдна реченица за cherries. Дали ќе го употребите some или any? There are some cherries in the basket. Ова е негативна реченица. There aren't any tomatoes in the basket. Бидејќи видовме дека има само fruit, овошје. Дали видовме портокали? No, there aren't any oranges in the basket. И ќе поставиме прашање. Are there any grapes in the basket? На крај заклучуваме дека some се користи во потврдни реченици, any се користи во прашални реченици, а во негативни реченици, секако кога имаме not, повторно any. Вие сега можете да направите ваши реченици, 3 потврдни, 3 негативни и 3 прашални реченици во кои што ќе употребите вокабулар за храна, може овошје и зеленчук и секако ќе ги употребите some или any.